Според најновите податоци, секој четврт брак во Македонија завршува со развод. Најголема жртва при тоа секако ни криви ни должни се децата, и темата на која што денес овде во студиото ќе разговараме е како разводот влијае врз децата и како тие полесно, поедноставно да го пребродат тој развод на родителите. Ќе разговараме со доктор Камелија Симеонова од Оделот за педиатрија при Аџибадем Систина. Добро утро, докторка. Добро утро, Искра. Ви благодарам на поканата и поздрав на сите гледачи на Алфа телевизија. Овде денес ќе зборувате пред се како семеен советник, она што го работите нели во Систина. Прво да ве прашам, кога ние растевме, добро се, иако сме различни генерации, ама сепак во тој период разводите беа буквално реткост во Македонија. Така по некои на прсти да се избројат. На што се дължи тоа што ете така за толку кус временски период стана толку честа појава? Така, разводите за жал секаде во светот, не само кај нас, се навистина во подем. Дури Соединените американски држави имаат статистика на половина од формираните бракови дека ќе завршат кога тогаш се развод. Тоа сигурно дека се должи на промената на стилот на живот, на економската независност на жената и секако на многу други социокултуролошки фактори кои што се. Меѓутоа тоа кое што е многу значено да се каже дека разводот како еден чин на конечен прекин на таа брачна заедница представува загуба. Значи разводот, кога би го размислувале како што представува тој представува загуба во многу животни циклуси. Значи, како да кажеме, од оној емоционален развод кој што најпрво започнува, потоа до оној легален развод кој што ние го кажуваме, кога партнерите ќе се најдат во една позиција на тужител и тужен, како и непријатели во судските простори. Спротивставени страни, до социолошки развод и понатака економски, социјален и сето тоа. Тоа кој што е значено да се каже, тежината на разводот која е заради тоа што како смрт на бракот, таа единствената смрт во човештвото која што нема ритуал. Кога ќе ни почне близок, кога ќе се отиде од животот, ние го обжалуваме на тој начин што го повикуваме семејството, имаме одредени ритуалски, да речам, секвели кои што ни помагаат да бидеме смртта. За разлика од тоа, разводот е земјотрес кој што го руши семејството, а кој што при тоа нема ритуал со кој што треба да се оджали. Односно адекватен издувен вентил што му доаѓа, да. Секако. Читајќи вака сега на темава, иако е тема која што сите ни е блиска, но сепак најдуваш на некои податоци што не си размислувал. Например, прочитав дека мажите и жените различно го доживуваат бракот од аспект што за мажите бил постресен самиот развод, а за жените периодот по разводот. Така е. И тоа е многу интересно заради тоа што се смета дека околу 70% од разводите се потегнати од страна на жена. Само 30% од страна на маж. И тоа најчесто кога мажот има веќе партнерска врска, е финансиски многу стабилен. За разлика од тоа, жените многу почесто кои што први бараат развод. И се смета дека жените најстресно го доживуваат оној предразводен период, кога ние викаме оној психолошки развод, емоционален развод. Развод кој што настапува многу пред да се случи оној легитимен, односно легален развод или судски развод што го велиме, кога партнерите законски поверени се во таа брачна заедница. Тоа е заради тоа што жените многу повеќе психолошки го доживуваат од аспект на тоа дека не се случува отсуството на мажот дома, дека нешто не е како што треба, дека нешто не функционира, дека децата се запоставени или слично, во зависност од како брак се работи, а мажите не веруваат се додека жената не потргне, не однесе на суд дека да, овој брак ќе прекине. И они многу потешко се смета дека за мажите е најстресен самиот акт на развод, кога жените ги носат во судница и ги стават во позиција дека се оптужени од нивна страна. И они тогаш се сваќаат значењето зашто дека жена збори, пошто ние знаеме, ние жените зборуваме, ние многу зборуваме. Дека ќе помине? Да, дека ќе помине. Знаете, ние стално веќе ако не прекинеш брака, јас ќе се разведам. И тоа е едно често општење кој што го имаме во браковите дома и обично мажите тоа не го сваќаат сериозно. Сериозно се сваќаат оној момент кога се наоѓаат во несвршен чин. Ајде малку околу најчестите причини. Јас најдов нешто од адвокатска гледна точка, но ми е интересно затоа што конечно некоја статистика за во Македонија за најчестите причини што адвокатите, значи оно што се пишува на хартија како причина во суд во последниве 5 години. Првата причина е отуѓеноста.
Така. Што ја чувствуваат партнерите? Така, алиенацијата или отогеноста, ние што велиме, е првиот и најстрашниот аспект кој што им се случува на модерните бракови, заради тоа што порано се знае, луѓето работеле од 8 до 2, односно од 7 до 2, имале многу попредвидлив ден, имало особено оној ритуал за ручек кога целото семејство е на маса. За вечера заедно. Никако луѓето немале никако да се отоѓат, едноставно живееле во едни заедници со многу членови и сето тоа. Сега ние што ги викаме повеќе модели, повеќе генерации во едно семејство, значи не е нуклеарно семејство како сега што луѓето се сепарираат и живеат со своите деца, веќе тоа имало повеќе генерации, баби, дедовци и немало како да се отоѓат. Сега за жал заради тоа модерно живење кој што сега го нуди па други позитивни аспекти, луѓето се отоѓуваат. И тоа е вистина, значи првата и најзначајната причина за раскид на браковите е таа алиенација или отуѓеност, која што ние, нели, советниците ја гледаме како оној момент кога луѓето ќе прекинат да комуницираат, вербалната комуникација кога е намалена. Просто нели се не гледаат дома за да комуницираат, за да разменат нешто, тоа обично го прават на работа со нивните колеги, колешки слично. И тука постои тоа што е клучно, каде што велиме дека за секој развод најмалку има 2 години дисфункционален брак, односно брак каде што не се остварувале вербални комуникации, бидејќи знаете често пати знаат да кажат леле, она се разведе си најде друг или он се разведе си најде друга. Сигурно дека има врска другата или другиот кој што дале некој тип на поддршка, меѓутоа секако дека најголемата причина за прекинат тој брак е оние години наназад на дисфункционалност, каде што партнерите не разменувале информации, значи просто како да биле тугинци во едно заедничко живеалиште. Тоа што ме праша Искра, нели, кои бракови имаат ризик и тенденција, нели, да завршат со развод, тоа кој што вака истражувањата го покажале дека најчеста причина за прекин на бракот е, значи, оние семејства каде што нели не се воспоставило трети член, односно каде што немаат дете. Понатака се смета подложни на развод. Да, подложни се заради тоа што се смета. Да, се смета дека дијадата, односно партнерската релација каде што имаме само маж и жена, без нели еден член кој што би триангулирал, потомок, така е, дека очекувано дека тука имаме највисоко конфликтни релации. Понатака се смета дека бракови како на ниво на дечко и девојка по лефтерна врската на некој начин. Да, и нема кој да стабилизира. Што го спредуваме со геометриски фигури, кога ќе се роди дете, тука више имаме едно триаголниче во семејството, петроно е нели една врска која што е многу високо конфликтна и многу блиска и нели на моменти таа блиско секако преминува во конфликт. Тоа што исто така е доста често се бракови кои што претходно значи партнерите се забавувале долги години и на некој начин нели како целиот живот да го имаат помината заедно. Понатака смачено име веќе еден од друг. Не може се каже дека е смачено, меѓутоа симпатично звучи нели смачено, меѓутоа како да кажам, она човечка потреба нели да го испитуваат непознатото, можеби е поизразена кај нив. Понатака значи партнери кои што да речам бракови каде што има повторен брак, у смисла се зашто ова е така, заради тоа што се смета дека ако разводите се нели ако гледаме истражувањата што покажуваат дека вторите и третите бракови имаат многу поголема тенденција да завршат со развод, тоа е така заради тоа што ви го нагласив, развод представува загуба. И секој ново оформен брак се базира на загуба. Знаете, тоа исто како да градите на рамно поле и да градите кај што дрмал земјотрес. Секако дека е потешко да се гради каде што веќе имаме рушевини. Тоа е истото заради тоа што нели веќе постигнатиот развод се носи своји последици, нели, кои што секако тие реперкусии доаѓаат на тие се веќе степ системи, нели, да не навлегуваме ова веќе на добро разбрав, јас пак да го симплифицирам, еднаш ако веќе си се развил, полесно и втор пат и трет пат. Сигурно имаш искуство како за себе живот. Искуството нели ни помага да или да препознаеме дека ова не чини, или многу често знаеме во ново формираниот брак да го донесеме како модел на насување. Да, и модел на насување што го имаме во претходниот брак што се распадна. Не сме научиле ништо. Да, не сме научиле, така е, така е. Пошто ние сме другиот е виновен, така е. Секогаш оној што сме го тужиле е виновен. Ние не сме виновни. Да. Други ми споменавте нешто и годините, разликата во годините дека има. Така, заради тоа што се смета дека секој човек поминува во различен животен циклус и очито е дека нели во каде што постои голема разлика меѓу партнерите, дека они се наоѓаат во различен животен циклус и различни животни потреби имаат. И очекувано е дека нели кога ќе им се оние нормативни кризи што се случуваат во семејството, нормативни кризи се од типот нели предвидени кризи кои што може да се случуваат, нели на оној кој што е помладно се случува, една фаза на оној кој што е повозрасен му се случува друга фаза во животот и нели не може да се разбера добро. За разлика од партнерите кои што нели се блиски со години, каде што они на некој начин полесно се разбираат, знаат, двајцата се наоѓаме во период примерна старост, двајцата се наоѓаме во период на финансиска
продуктивност, каде што нели она што велиме грабаме во животот. И секако дека тоа делува на оно што се случува во домот. Друга, односно втора поред причина конкретно за кај нас, можеби во западниот свет не е толку главна причина, но кај нас се и финансиите. И то не само за семејства кои што немаат финансии, туку и семејства кои што добро заработуваат, но секогаш онаа битка кој повеќе заработува и кој повеќе придонесува. Така е, заради тоа што финансиската стабилност, нели, порано на луѓето им било важно да имаат, накога вратиме, нели, животот години назад, имале пештера и, нели, мажите ги викале жените во пештера и на никој начин не биле безбедни, тука ги чувале децата. Сега пештерата се финансиите и секако дека, нели, без финансии, односно, ако жената, например, е финансиски зависна од мажот, она се што ќе трпи, ние ќе видиме дека има бракови кај што постои зависност, меѓутоа жената финансиски е нестабилна, нема каде да оди, нема каде да ги однесе децата и она е принудно во тоа семејство каде што нели имаме зоставувач, а она е зоставената заедно со нејзините деца. Неверството за чудо не е една од главните причини. Иако некако обично прво нешто на кое што помислуваме. Некако знаете како и кога се наоѓаме во тој процес, пошто јас пак ќе кажам, тој процес на загуба и ги носи сите оние аспекти на животот кај што прво имаме негација, па она разрушеност на личноста, па повторна реадаптација и сето тоа. Самото тоа нас не е полесно да веруваме дека нели ако го разведуваме овој брак дека е крив некој трет. Тоа не ми се случува на мене. Тоа ќе го обяснам заради еден психолошки феномен кој што идејата на брак е дека од толку жени на овој свет ми избрале мене. Идејата на развод е дека од толку бракови на овој свет некој ме оставил мене. Јасно не можам да го поднесам. Мене секако ми е полесно да биде некој друг крив. Меѓутоа основата на неверството е секогаш дека постои дисконекција. Знаете како магнет. Ако веќе магнетот фатил нешто, не може да фати нешто друго. Тоа е истото, значи тие магнетни врски кои што постојат во физика, нели што сме ги учеле, истото постои во бракот. Ако комуникацијата е прекината, многу е логично дека ние сме како битија биолошки предодредени да се врзуваме. Таа конекција што сме имале со оној кој што не чувал, најчесто нели тоа е мајката како примерен објект на врзување. Бараме да се врземе во текот на животот. И ако не сме врзани со партнерот дома, ние сме магнет, ние ловиме со кој да се врземе. И секако ќе се врземе со некој друг. Дали тој ќе биде од окружувањето, дали ќе биде од работното место, дали ќе биде на излегување. Секако дека ние како луѓе целиме да се врземе. Онаа врска што сме имале со мајката и градот на мајката да обстоиме во текот на целиот на живот. Пред да преминеме сега на главното сушност, како ли е на децата, има уште една причина што мислам дека е многу карактеристична за нашето поднебие. Па ме интересира и вие како семеен советник колку често сте се соочиле со тоа. Една од причините е и мешањето на родителите на сопружниците. Така сме си ние балканци, мора цело семејство тука да си го каже своето. А можеби како поука за сите да не го правиме тоа. Така, ќе го искористам ова што ме праш Искра за една многу важна работа која што често пати ми ја кажувам нели на партнерите кога ќе дојдат нели во една ваква ситуација. Има нешто што е многу значено, дека за да бракот биде успешен, поединецот треба да биде сепариран од претходното семејство. Сепарацијата се случува во процесот нели кога почнува личноста да добива таа зрелост, каде што нели почнува да се запишува на факултет, постигнува некои лични успеси, меѓутоа често пати гледаме на балканските семејства дека просто како да они не се сепарирани од нивното примарно семејство, односно семејството по потекло. И она во својот брак ја носат стекрвата, ја носат нели други членови кои што едноставно како да ги пробиваат границите на ново формирано семејство. И баш така, ќе имаме чувство на терапија ќе каже жена просто како ја да сум со нејза во брак, не со него. И вие кога ќе го прашате нели партнерот, еве, ја слушате ли што сака да каже вашата сопруга, го слушате ли ова што на го вели? И вика не е така, она само иде со мајка ми бира плочки. Па добро, бира само плочки. Ама она вика, ама не бирам само плочки, јова бирам со нејзи, тоа бирам. И знаете како да жената упорно пробува да чуе мажа дека она него го сака кога бираат плочки, не ја сака мајката, дека мајката нема да живее. Не е субституција замена негова да. И често пати меѓутоа пак ќе кажам тие граници кај нас се пробиваат заради тоа што личностите, значи независноста на нашите нели балкански простори се случува многу подоцна за разлика нели во високо развивите земји кај што постои финансиска независност од примерното семејство. Ова мешање затоа ние на терапија. Да, финансиите, заради тоа што ние на терапија стално прашуваме дали вие живеете во нуклеарно семејство или во семејство каде што постојат повеќе генерации. И они ќе кажат што значи тоа, па дали живеете само вие?
со жена, нели, жената мажот со дечињата или сте нели со баби и дедовци. Па со баби и дедовци сме. И како уште нели, уште деме како прашувате какви глупости прашуваш, да. И баш тоа така нели изгледа како да нели е нормализирано дека треба во едно семејство да живеат повеќе генерации. Тоа е ради финансиите. Најмногу ради финансиите, конкретно нели во балканските простори. Да се фокусираме сега на децата. Сепак тие се најважниот член на семејството. Често пати се прават многу обиди да не дојде до развод токму поради децата. И сега вечната таа дилема, што е подобро, децата да растат во лош брак или во хармоничен развод, еве да речеме? Да. Често пати, значи, еве, тие што поминале низ развод, знаат дека нели добар развод не постои, зашто тоа е добра загуба не постои. Да, хармоничен. Балансиран некако. Истражувањата покажува дека само 1/5 од луѓето имаат капацитети да направат хармоничен развод, што нели кажува на сериозноста колку децата тоа травматски ќе го доживеат. Тоа што е важно, што нели искат и ме прашаат нели како да направиме да децата нели не бидат жртви на овој процес или дали треба да се разведеме за да не биде добро или да не се разведеме. Секако дека за децата најважната работа која што е да живеат во хармонични релации. Значи најважната работа, ако ние како партнери имаме капацитети да ги победиме конфликтите, да седнеме на маса да разговараме и на детето да му дадеме сигурно живеалиште, секако дека најдобро да го одбегнеме разводот. Меѓутоа, ако ние сме ги потрошиле сите снаги и гледаме дека тој брак не функционира, во тој случај најидеалното решение е да се пристапи на развод. Меѓутоа, секако од кога знаеме дека сите ресурси сме ги потрошиле, некако што знаат модерните бракови да прават првиот конфликт идат и се разведуваат. Не. Значи, од кога сите, да речам, аспекти ќе ги пробаме, сме биле на советување, сме ги потрошиле сите ресурси кои што постојат и гледаме дека не функционира, дека детето постојано страда, во тој случај секако дека нели здравиот развод е подобра варијанта него дисхармоничен и дисфункционален брак за едно дете. Добро, родителите сепак се веќе зрели личности и секако дека полесно им паѓа разводот отколку на децата кои што се уште се градат. Како влијае на нив тоа? Ако ви кажам дека истражувањата покажува дека за децата е полесно да сме мртви, него да бидеме разведени, ќе ви кажам дека е многу тешко. Да. Сега да кажам дека смртта на родителот полесно толерираат. И ќе ви кажам и зошто. Заради тоа што кога ќе почине, и заради тоа што кога ќе почине некој, ние обично знаете како викаат, се најдобро за мртвите. Обично користиме татко ти беше прекрасен човек, сите го почитуваа, мајка ти беше ваква и ваква. А кога се тушат родителите, кога едниот е тужител, а другиот е оптужен, обично користат таа да не ја видам, таа што не остави нас двајца. И често пати во главчето на детето имаме едно силно сценарио. Ако он можеше да остави мама, или ако она можеше да го остави тато, зашто не би ме оставила мене? Ако јас бев доволно добро дете, моите немаше да се разведат. И тоа најтравматско го доживуваат единците, значи децата кои што нели се во семејниот систем немаат сиблинзи, кои што целата вина имаат на нивните плешки. Ако јас бев добро дете, они немаше да се разведат, они немаше да се кажат. И знаете како, еден чист пример за да нели ова се не биде само теориски, се разбере подобро. Детето има 10 години, паѓа на училиште, го повредува ноќето. И се јавува, нели обично се јавува мајката на таткото кога се во бракоразводна постапка и му вели вака: "Ти да не беше таков каков што беше, детето немаше да скрши нога. Сега што ми се случува, сега јас паметен ова треба да го правам." И се што се случува, детето го слуша ова. Се јавува татко дека ти да ја чуваше подобро, немаше она да падне. И сега што се случува? Како да детето постојано се користи за да нели они двајца се напаѓаат. Они сега го се напаѓаат за се и се што, али ова се случува пред очите на детето. И детето се седнува, се повлекува и сика: "Ја да не бев толку трапав, они немаше да се караат. Јас сум крив. Ја да не бев волку лошо дете, да не бев проблеми, они немаше да се разведат." Тоа се случува заради тоа што знаете како, децата имаат многу физиолошки, биолошки, апстрактното мислење е процес кој што се развива низ годините. Они немаат могуćност да тоа не го видат дека да, ова се случува заради ова и ова, заради тоа што ни не е општа добра. И заради тоа препораката е јасна и гласна. Родителите во бракоразводниот процес никако, па дури и во нивните конфликти дома, не смее да бидат во врска со децата. И тоа кој што е парола, што се разлекува низ годините, дека нели родителството не се разведува, бракот се разведува. Родителството е нешто што е за целиот живот, доживотна функција, а бракот е тој кој што подложи на развод. Децата оделе до екстреми. Едните биле премногу мирни,
Така е, белите витези ние ги викаме. Белите витези, но биле мирни поради преголем страв што чувствувале. Така е. И тоа што нели обично кога ќе дојде мајка на терапија, но не доаѓа за дете што има сите петки, што е најдобро, што има најдобра телесна тежина, што нели има најдобри успеси. Не доаѓа за него. Викаат, она е супер. Ама дај да го поправиме ова дете, што крши, што не оди на школа, што да, пошто обично знаете како кај луѓето многу подобро перцепираат она работа која што е екстремна, него она која што е суптилна. И обично деца, што велите вие, се повлекуваат и се во интензивен страв. И може да се каже дека можеби и начинот на кој што они го доживуваат е многу посилен него на овие кои што го, пошто знаете, овие имаат екстернализирачки образец, ја вадат енергијата надвор, го гледаш нивно донесување, а овие се повлечени. И секако дека овие искуствата и последиците се можеби да кажам и повисоки. И затоа нели е многу важно да се гледа, пошто родители знаете што прашуваат често пати. Еве, која е најдобра возраст ние да се разведеме? Која е најдобра? Еве ќе почекаме. Која е најдобра возраст? Постои такво нешто? Не постои. Не постои, меѓутоа се знае дека најтешко за децата е оној адолесцентен период и фазата на предшколско дете, значи тие години заради тие интензивни побарувања и потреби кои што ги имаат адолесцентите, нели, по самата специфика, хормонски дисрегулации, сето тоа нели еден бурен период секако сам по себе, а предшколско дете нели ради тие интензивни потреби што ги има побарување од неговата лета. Колку е, претпоставам, многу е важна таа прва фаза, како да му се соопшти на детето, веројатно некој шок, неверување им следува, како да им се соопшти? Тоа кое што е најважно да се соопшти на децата е следното. Ние решивме дека ќе се разделиме со твојот татко, со твојата мајка. Тоа не значи дека ти не си лошо дете или дека ти не беше доволно добра, тоа значи дека ние лошо комуницираме и во интерес на твое добро и на добро нели на нас како родители, ние решивме овој брак да го прекинеме. Со тоа што ние секогаш двајцата ќе бидеме тука за тебе. Се што на тебе ќе ти треба, се што ти ќе посакаш нели во рамките на нашите можности и на тоа кој што реално е потребно за тебе, ние ќе ти го оствариме. А не нели едно сценарио кој што има да не го видиш тој. Пошто знаете кај децата се случува исто така борбата за лојалност. Пошто на пример може се саки мајката и таткото исто. И најчесто децата ги сакаат. И сега што се случува? Мајката му вика нели на детето, ти нема да го гледаш него. Он не остави нас. Види уште не остави. Сами сме. И детето за да биде лојално на мајката, нема да го гледа таткото. А особено што нели мајката ќе му боцка или таткото, не мора да значи нели во браковите двајцата партнери, тоа не го прават намерно. Тоа не го прават намерно, пошто мајката или таткото кои што се наоѓаат во таа фаза на развод, они и веруваат дека од тоа што го зборуваат, дека некој ги оставил и дека ако ги оставил нив ќе ги остави нивните деца. Меѓутоа не е така. Не е така. Најчесто родителите после години ги оставаат своите деца не пошто ги оставаат, пошто реално ги оставиле, него пошто децата ги отфрлиле. И пошто они имале години борба да се приближат и виделе дека таа релација не функционира и на некој начин се отуѓуваат, односно таа алиенација што постои нели кај партнерите. Истиот модел се повторува ако ние нели го боцкаме како постојано тоа дете дека нели треба да ни комуницира со едниот од нас. А што е со оној момент кога родителите не сакајќи да ја во наводници изгубат љубовта од детето и сакајќи да го придобијат, се премногу попусливи на тој начин на авторитетот си го губат? Па да, и обично знаете како тој кој што е многу дарежлив родител, обично тој кој што не живее со детето. Тој кој што компензира или со финанси, така да речам, со материјални, со финанси, значи за да едноставно му ја докаже љубовта на детето кое што не е во семејството. И обично тука се пробиваат границите кои што се клучни за едно здраво функционирање, заради тоа што ако мајката дома, пример, мајката се борела нели во тоа семејство, да детето има здраворазумни барања, едноставно и покажала ево ова е нашиот буџет, волку ние можеме, а таткото на пример ако нели финанси цел време како да кажам, како да нели не сакајќи го прави тоа, меѓутоа ете, купува нешто скапо, прави нешто, не знам, го носи на некој скапо одмор и слично. Или дозволува работи кои што други родители не ги дозволуваат. Ова е најчестото сценарио, затоа и го земав како за пример, бидејќи најчесто сценарио во разводите. Знаете како мајката им губи моќ над своето дете, она реално нема капацитети тоа да го дозволи, не му прави услуга на детето, му дава некои му нуди аспекти од животот кои што мајката нели како примарен старател не може да ги даде, и во тој случај кога ќе се врати детето кај мајката не задоволна, пошто вика мене видиш тато што ми даде, ти не ми даде. И во тој случај детето го структурираме во една, како да кажам, во една личност каде што сервираме две нормални сценарија, кои што секако дека нели прават проблем. И од тој аспект многу е значено да затоа велиме
партнерството се раскинува, меѓутоа родителството не се раскинува, да они бидат синхронизирани. Знаете како луѓето се качуваат на месечината, не е толку страшно да пробуваат родителите во интерес на своите деца да се синхронизираат. Бидејќи они кога најчесто пробуваат да се синхронизираат, тоа завршува 95-та ти кога отиде ваму, 2004-та ти кога отиде таму. И знаете како кога они ќе се слушнат по телефон, они повторно се сервираат оној како да емоционалниот развод не е завршен никогаш. И од тој аспект е многу важно да им се каже на родителите дека нивна примарна задача сега е да они дадат здрави и хармонични услови да расте тоа дете, пошто се друго генерира симптом. Да не забравиме сепак еден момент, се малку од друга страна вртам работата, но сепак Фројд рекол дека децата се најголеми манипулатори. И неретко знаат да ја злоупотребат таа ситуација, така, за да извлечат по нешто од двајцата родители. Така, ова честопати, нели, знае да се чуе, да се каже, меѓутоа тоа кое што не можам да го кажам манипулација, заради тоа што како што ние ги воспитуваме нашите деца, они стануваат такви. И они прават проверка на нашиот родителски сојуз. Не тестираат? Не тестираат. Значи, они се тестираат себе, бидејќи нели кога се развива детето во зрела личност, оно постојано се прашува кој сум јас, што сакам. Оно така и ги тестира родителите. И таа што нели ние имаме манипулација, всушност само едно тестирање на родителскиот сојуз и кое што ние постојано му докажуваме на детето дека не функционира. И на некој начин го учиме дека нели при брачната заедница можеби не е најгениалното нешто што може да ни се случи. И ќе видите, во травматски разводи децата многу ретко сакаат да стапат во брак, а во дисхармонични семејства децата многу по-јасно се одлучуваат за развод од оние каде што не е тој модел виден. И тоа е многу некако значено да се каже зашто делува нели на таа семејна динамика. За жал, мислам дека уште многу долго можеме да зборуваме на оваа тема, но за жал времето веќе ни прекрај. На крај би сакала само уште накуса да сумираме неколку совети за како да не остави разводот трајни последици врз детето и кој ќе порасне после многу години. Тоа кое што би апелирала до родителите кои што се наоѓаат нели во една ваква ситуација, ваква загуба, да колку што може го намалат конфликтот. Конфликтот е клучен момент кој што прави сериозни оштетувања на мозочето на детето. Значи, колку што може да разговараат цивилизирано, ние тоа што викаме, нели кога бевме деца ни викаат цивилизиран разговор е тивок разговор. Колку што може повеќе да ги уважат оние аспекти кои што се значени за детето и со секој дневно разговарање да му објаснат на детето дека тоа не е негова вина. Тоа не се случува заради тоа што ти беше лошо дете. Тоа не се случува заради тоа што ти падна на училиште. Тоа не се случи заради тоа што ти беше на надпрва хемија. Тоа се случи заради тоа што јас и татко ти немавме механизам како повеќе да разговараме, како да функционираме заедно и како да живееме заедно. Да се нагласува заради тоа што ако постојано и кога разговараме, тоа е можеби и најважното, кога разговараме со нашиот партнер и кога чувствуваме дека нели тоа ќе премине во тензија, никако да не се спомни името на детето. А ти за Јана ништо не направи, а ти за Бети ништо не направи. Значи, да се исклучи детето од воопшто од нивното говорење. Заради тоа што секое спомнување на детето или на пример мајката знае да каже види ја сега во ќоше плаче ради тебе, не плаче ради тебе. Заради тоа што детето ќе се рече, јас ако не плачев, они немаше се скараат. Заради тоа што детето секогаш разводот го доживува и тоа ќе ви објаснам зашто е така, заради тоа што децата имаат егоцентрично мислење и они мислат дека се што се случува на овој свет се случува заради нив. Ќе мора да ставиме за друг пат да ни да објасните. Многу ви благодарам на овие упатства и благодарам и на сите гледачи кои што беа ова утро со нас. Останете со нас, следуваат веднаш вестите на Алфа телевизија.